А сега ние дозволивме Грција да ни ја решава судбината на овој народ и на македонската нација. Само ќе споменам. Таа Европа прифати еден геноциден предлог на Грција за етничко чистење на Македонија на Версајската конференција. И молчи и денеска. Таа Грција, Европа прифати да ни се наметне, не знам, Лисабонска декларација, да ни се наметне привремена спогодба и не се согласувам со Блажи дека се работи за отварање на македонското прашање. Ова е клучен момент кога се работи за затварање на македонското прашање. А како затварање? Ако ние направиме отстапка по името, тогаш ние самите ќе прифатиме, да не речем, да не водам дотаму дека го прифаќаме некогаш Букурешки договор, еден, втори или трет. Дали тоа капитулација? Дозволете, туку дека ние прифаќаме, дека ние вештачка творба, создадена сега, и дека ние немаме идентитет, и утре јас сум сигурен дека грците нас ќе не вика горномакедонци или северномакедонци, како што досега не вика скопјани, и сигурно ќе продолжи и така. И најтрагично е, треба да се свати, секој отстапка, секој компромис ќе биде директен атак или ќе биде, ако прифатиме ние, само уништување, она што велиме ние синдром кај македонците на само уништување. А ова другото однадвор е духовна, културна, геноцидна агресија на македонскиот народ. Дали значи кај што има сила нема право или правда? Има. Има сила, има таму каде што некој не се брани. Не е точно така. Еве нека каже академик Христевски, па јас како правник ќе кажам за силата. Вие ќе имате вие од историски аспект кажите го. Да го објасните, но јас мислам прашањето денеска не е дојдено до таму да ја снема Македонија. Ако самата Македонија тоа не го дозволи. Ако нашата држава застане на своето историско име, не уставно име, уставите се менуваат, да се разбереме. Тоа е наше историско, генетско име. Ако дозволиме нашата политика и нашата држава, ако дозволи да се промени во каква и да е форма нашето име, тоа ќе представува автоматски промена на нашиот идентитет. Ние веќе нема да бидеме македонци. Ние веќе нема да имаме македонски јазик. Ние ќе бидеме без историја, бидејќи таа горна или долна не ќе има историја, не ќе има култура. Врз основа на што ќе постои државата? Овој народ може ли тоа да го голтне? Мислам дека нашите државници денеска мораат да имаат предвид за одговорноста пред овој народ. Одговорноста пред се. Многу е лесно да се прифаќаат советите наводно од Брисел или од Вашингтон. Не. Кога се работи за нашата кожа, овде се мисли и овде се действува и овде се решава. Без нас не можат да донесат решение. Беше време кога ние не бевме субјект и 13-та и 19-та година, кога не бевме субјект, други решаваа. Денеска сме ние субјект кој мора да учествува во решението. А какво ќе биде решението? Веќе рековме, сите ми се чини, зависи само од нас. И ако ние сме доследни и достојни на нашите претходници, кои со векови се бореа за македонска национална држава, и кога 44-та година се создаде таква, барем на еден дел од територијата на Македонија, може ли некој државник денеска да си дозволи таква слобода, да не речам дрскост, да подпишува какви и да е договори за елиминирање на македонското име и прифаќање некое друго именување, што ќе не оддели не само од македонците во Грција, во Бугарија, во Албанија, во диаспората, нас во светот веќе ќе не дистанцираат. Ние нема да бидеме тоа што сме биле во историјата. Дали со тоа ќе се уништи биолошкиот код на македонците? Биолошкиот нема да се уништи, да се разберем. Биолошкиот си постои, ама ако не го именувате, се што нема име не постои, господин Томич. Само она што име постои. Ако ние сакаме
Да не снема, ќе бидеме безимени, како сега што сакаат некои со БРМ да бидеме. Во тоа е суштината. И тука не треба ние да разговараме за името. Се работи, ќе дозволиме ли да бидеме македонци или да не бидеме македонци. Да имаме историја и култура, да имаме јазик, и тоа да биде напишено во Обединетите нации како сите други народи и држави, со нашето легитимно име. Тука е суштината на работите. И кога реков, одново се отвора македонското прашање, тоа е во некоја рака и добро, затоа што како да се подзаборавија тие работи, дека оваа Македонија е делена, дека ние сме само еден дел. Ние немаме претензии сега да јурниме тамо да ослободуваме. Меѓутоа тоа треба да се знае. Оти од тоа произлегуваат сите овие реперкусии. Ние сме една целина. Зарем светот не знае за тоа? Светот знае. Светот добро знае. Пред се, јас никогаш не би разговарал со Немица. Јас со никого не би разговарал, ниту преговарал со името. Ние мораме да застанеме за нешто што е битно. Ние поđаме од премисата дека оно што грците го правеле и го прават се уште со нас е фактички геноцид. Тој геноцид постои повеќе од 2000 години. И атаката на грчката држава и грчкиот народ и Грчката академија на науки врз нашето име е отворена војна кон нас и тоа е чист геноцид токму онаков како е што е дефиниран во Повелбата на Обединетите нации за човечките права. И од тој аспект јас никогаш не би седнал да разговарам ниту со Немиц, ниту со било кој друг. Ние мораме едноставно да решиме вака, господине Томиќ, дека за името и за македонскиот идентитет нема ништо. Грците мораат да признаат дека имаат вршено геноцид врз македонскиот народ, не само во периодот од граѓанската војна од 45-та до 49-та година. Не само во периодот меѓу 20-та и 24-та година, кога се преселија толку стотини илјади македонци надвор од Беломорска Македонија. Не само во периодот на Букурешкиот договор или Инденското востание, туку назад во сите оние периоди кои што тие пополека ги освојуваат тие простори каде што живееа македонските луѓе. Од тој аспект, единствен услов кој што јас би им го препорачал на македонските политичари да го постават, а за тоа треба да се има и храброст, и доблест, и знаење, треба да биде ова. Грците, пред да било што прават со нас, мора да признаат дека имаат извршено врз македонскиот народ геноцид, мора да бараат прошка од нас самите и мора тогаш да сватат дека постои Македонија и македонски народ, дека тие се ден денес окупатори на огромен дел од македонската територија и дека кога и да е, тие ќе мораат тоа прашање да го се случи како австралијанците што им се извиниле на абориџини. Јас мислам не ни е казна името бивша Југословенска република Македонија, бидејќи ние народот тоа не го избравме, нас ни го кажаја, го чувме. Во тоа време, меѓу повеќе луѓе што има, јас имав неколку интервјуа и кажав дека јас како правник бивша само во оставинска постапка кога имот се расправа на некој покоен. А ние сме жив народ, жива држава која што прогласи самостојност и како може некој да прифати сам да го измисли името од нашето раководство или пак од надвор тоа име им го предложија, нашите го прифатија, да ние бидеме бивши. Тоа никаде го нема во правото, ве реков, сем кога некој се прогласи за мртов. Мислам дека голема несреќа е тогашното раководство наше, која што испогодбата ја склучи меѓу Грција и Македонија, која што почна, од тогаш почнаа тие страмни отстапки, кои што денеска се приведуваат кон крајот. Грција се навикна ние да отстапуваме, Грција се навикна ние да ја куниме главата, Грција се навикна ние во име на некој консензус, да речам, да прифаќаме отстапки и она напред да оди, а ние што велат старите да се газиме назад. Така да денеска несреќа е името што ние 20 години речиси или 18 одиме назад, а не напред. За мене, јас мислам, да не го прифатевме тогаш името. Нешто да водевме некоја полемика, да се трудевме, да се именуваме онака како што ни личи. Затоа што денес гледаме да ништо немаме фајде од тоа што се нарековме покојни. Така.